тоа што кога ќе се покажува прст кон еден човек и се фокусира вината и одговорноста и барањето на одговорност кон еден човек, тогаш биди сигурен дека се крие нешто друго. Се покажува, еве овој е крив, за сите други да бидат фокусирани на тој човек, а да не се гледа кој друг би можел да биде во ситуацијата крив. Да поддршка на протестот, тоа може би да е окей. Имаше функционери па кои што се фотографираа и објавуваа слики како ставаат цвеќе, тоа не сметам дека е окей. Цвеќе смееш да оставиш, смееш да се појавиш на протест, но да го користиш како себе промоција и протестот и трагедијата, мислам дека е трагедија само по себе. Има уште еден проблем. Наративот кој што го креирате од вчера, првен беше криви се обвинителите. Имавме ние емисија и кажавме дека имало и барање за притвор, барање за најстрога казна и така натаму, па сега не беа обвинителите, сега се префрливте на судот. Сега таргетирате судиката, која што не одлучувала сама по тоа што го прочитав од пресудата, него имало и судија поротници. Значи и она единствено не е крива. Од тоа што го прочитав у пресудата, детето упатено у поправен дом на отслужување казна на отслужување казна од 6 месеци до 5 години. Значи кога се одлучува на тој начин, кога се праќа во воспитно поправен дом, таму го одлучува судот, на секој 6 месеци прави евалуација дали треба да продолжи со казната. И сега да објасниме на кратко. Оваа пресуда, Основниот суд во Скопје ја донел и го прогласил за виновен Васил Јовановски? Јованов. Васил Јованов. Значи судот, Основниот суд во Скопје го прогласил за виновен, што значи го осудил на затворска казна. Во оваа пресуда, ова е 2024 пресуда, Подал има на што е осуден сам. Да. Оваа пресуда е донесена е 2024 е донесена пресудата и сега нашиот систем, правен систем, како и секој друг правен систем во светот, вели секој обвинет и секој осуден во прв степен, без разлика, секој обвинет има право на одбрана и на правни лекови. Тоа значи дека ако во прв степен си осуден или не си задоволен од пресудата, имаш право на жалба пред повисок суд. Повисок суд во Македонија е апелациониот, а може да се жалиш и на пресуда на апелациониот суд, а тоа е Врховниот суд. Додека не се пресуди конечно. Конечно значи кога ќе те пресуди прв степен, основен суд, па ќе има жалба, па ќе пресуди апелацијски суд. Ако и апелациониот суд одлучи исто како и основниот суд, во таа ситуација пресудата е правосилна и станува ефективна. Значи тогаш се упатува лицето во затвор или му се изрекува казната. Ако апелациониот суд по жалба пресуди дека пресудата од основниот суд е погрешна, дали е тоа суштинска повреда или не, или било каква друга повреда во процесот, апелацијскиот суд може да ја врати пресудата на повторно одлучување во основниот кривичен суд или да одлучи мериторно по апелациониот, да одлучи мериторно по предметот. Ако ја врати назад, повторно почнува рочиштето, процесот во основниот кривичен суд, од главна расправа почнува, се тера натака, може и да биде главната расправа, судијата може да праша се согласувате ли вие да биде истото од главната расправа во прошиот пат, за да биде пократко судењето. И основниот суд носи нова пресуда. На таа нова пресуда повторно имаш право на жалба. И повторно можеш да се жалиш пред апелациониот суд и тогаш апелациониот суд одлучува мериторно. Тогаш апелациониот суд не може да ја врати пресудата назад на основниот суд, ама апелациониот суд може да пресуди по жалбата и да те ослободи или може да ја потврди пресудата од основниот суд и да веќе пресудата стане правосилна. Добро. Се додека не изминат сите овие законски определени
можности, правни лекови и рокови, пресудата на основниот суд не е ефективна. Не се спроведува. Ти си осуден, а си правосилно осуден тогаш кога ќе завршат сите овие постапки по правни лекови. Во случајот со овој, како се викаме, Васил Јованов, Јованов. во овој случај, основниот суд пресудил и го осудил Васил. Овој суд судел судија со судечки совет од 20 судии и поротници. Значи тројца биле. Тројца биле. И тројцата гласаат како треба да се пресуди. Очигледно, или сите тројца, или двајца од тројца гласале да се осуди лицето. Добро. И лицето се осудува. Добро. Меѓутоа, тоа не значи дека лицето ќе добие упатен акт во затвор. Заради тоа што лицето има право на жалба. И кај ја кажа процедурата по жалби која е. Значи само да бидеме прецизни. Пресудата него му е некаде септември месец 2024. Тоа е колку месеци? 5-6 месеци? Од 4 месеци. Да. 9, да. Месец 4 месеци. Значи 4 месеци се поминати. Има случај во кој што во 4 месеци се поминати сите судски инстанции? Не. Што значи дека ова е своевидно системска грешка. Системска. У македонското правосудство. Да, системски проблем. Зашто? Заради тоа што апелационите судови имаат премногу преголем обем на работа, а има малку апелациони суди и малку судечки совети во апелациониот суд. А има многу предмети, затоа што апелациониот суд одат сите предмети, од основен, од граѓански, од Тиреков Мирече. Одат сите во апелациониот суд. Апелациониот суд е еден, на апелационо подрачје Скопје, на пример, е еден суд. А сите одат таму. Да. Да. Сега ти имаш И уште едно подпрашање што е многу битно. Например за притвор. Особено за случај во кој што не е случај кој што се однесува на крвен деликт, кога е економски криминал, дрога и такви работи, тогаш поспоро. Тие имаат помал приоритет, поголем, повисок, побрз поголем приоритет имаат тоа се крвни деликти. Добро. Така да е тоа. Уште едно подпрашање. Ајде. Овие истиве судии кои што го осудиле не одлучуваат за притвор негов. Не. Значи друг судија одлучува дали периодот Не. до ослужување на казна ќе помине у притвор. Не. Значи, судија на претходна постапка одлучува за притвори. Сосема засебено тој што го води предметот. Да. И он бил у притвор. Добро. Овдека е бил у притвор, у пресудата стои дека времето Дека му кое се што- засметува, да. Времето кое што му е поминато у притвор ќе му се засмета во казната. Значи некој го пуштил од притвор на 31.7. Да. Не, кога ќе заврши рочиштото мора да го пуштиш, немаш што ќе му правиш. Завршено рочиштото. Завршено е, пресуда има, што ќе правиш, не смеш да одржиш. Значи ова е практично дупка у... Не, ова не е дупка, ова е закон. Не е дупка. Не, ама добро. Сега да збориме за случај со убиец. Значи за да им биде јасно на луѓето. Добро, сега вака да ти кажам. Сега има во предвид една друга работа. Има ситуација во која што овој закон ќе важи и за тебе, да речем. Да. Не, И сега ја ти не си на ја не викам дека е лош. Ја не викам дека е лош, ама да, не е лош. Ама еве да имаме една, не знам, некој убиец, убил човек, фатен све, осуден. И се лежал притвор до убиството, до завршување на судењето за убиството, значи фатен 100-0 да речеме. И сега до не го упатат у затвор. Не. Он е слободен или како? Не, тој дел не го разбира. Тоа е друго. Не. Добро. Ако имаш ти постојано рочишта за крвен деликт и така натака, значи постојат околности на кои што се определуваат притвори. Не се определува притвор така. Добро ве загрозување на сведоци, повторување Не, на има дело. околности, не. За загрозување сведоци може да ти дадат домашен притвор, не може да издаваш. Повторување на дело зависи од делото. Зависи од делото. Добро. Повторување зависи од делото, не знам. Да избега од државата, исто така. Значи има повеќе околности врз основа на кои што се определува притвор. Можноста
тоа лице да го повтори делото. Тоа ти е мини судење пред судење, мислам, тоа притворот. И да истуидат адвокати, докази се прибираат, се слушуваат, така натака. Да, се одлучува во рок од 24 сати. Добро, од тоа јас као лаик што го разбирам, Ако некој утепал некој свирепо, после ние не може да го пуштат од притвор, го носат во суд, го судат и потоа го враќаат во притвор, да. значи од тоа што го разбирам ја, жена што ја шеруете по Facebook дека она губила детево, мислам, нема никаква логика. Нити ја познавам жената, нити сум имал било каква комуникација со нејзе, нити ме интересира кој е, не го знам ни името. Само гледам дека споделувате од нејзе Проблемот фотографии. е со тоа што кога ќе се покажува прст кон еден човек и се фокусира вината и одговорноста и барањето на одговорност кон еден човек, тогаш биди сигурен дека се крие нешто друго. Знам што се крие. Се покажува, еве овој е крив, за сите други да бидат фокусирани на тој човек, а да не се гледа кој друг би можел да биде во ситуацијата крив.